Одбиените кандидати за директор на Центарот за култура Антон Панов од Струмица сметаат дека изборот е политичка одлука и бараат да се преиспита. Јасмина Пијанманова, магистер по менаџмент на култура, е една од двете одбиени. Причина во образложението на Министерството е што немала сертификат за познавање на англиски јазик. Но таа смета дека ова е грешка, бидејќи магистерскиот труд го работела токму на англиски јазик. Но доколку комисијата ги разгледала добро документите, ќе видела дека јас активно се служам со англискиот јазик и дека дополнително би можела да им го обезбедам тој сертификат. Бидејќи во моментот кога беше јавниот оглас пуштен, ние немавме време да ги обезбедиме сите документи, затоа што овој сертификат е наменски сертификат и се полага тогаш кога ти е потребен. Бидејќи има и рок на траење и кога ќе се јавите во British Council за да си обезбедите датум за полагање, значи тие ти обезбедуваат датум. Така што мислам дека тоа не треба да биде одлучувачки при избор на кандидат. Пијанманова вели дека Министерството им ја скратила и можноста да ги образложат своите искуства и компетенции, бидејќи не ги повикала на интервју. Го интервјуирале само избраниот кандидат. Мислам дека сме ускратени од тоа право и треба и во иднина да се практикуваат сите кандидати да се повикуваат на интервју. Во едно од дописите кои што и одговорите кои што ги дава Министерството, се вели дека Васил Бубев, избраниот кандидат, бил повикан на интервју, значи нашето право било ускратено, зашто ние двајцата кандидати не сме биле повикани на интервју, тоа треба Министерството да каже. Слична е и реакцијата на актерката Оливера Ризанова Мансбарт. Таа е вториот одбиен кандидат. Покрај сертификати недостасувало и доказ дека е признат уметник, што за неа е чудно, со оглед дека е актер со 30 годишно искуство. Затоа што ако ги зело во обзир документите, ќе видело Министерството дека поготово во мојата биографија пишува дека јас сум се уште член на театар Антон Панов Струмица и во моето мотивационо писмо пишува исто така дека јас сум долгогодишен член и ги познавам работите од внатре. Ова се аргументите кои што вчера Министерството за култура ги наведе во образложението зошто токму Васил Бубев, дипломиран професор по физичка култура и досегашен директор на детската градинка во Струмица, е избран за нов директор на Центарот за култура. Според Министерството, рок за жалба на оваа одлука нема, бидејќи оваа постапка била едностепена и завршува со избор или неизбор на кандидат.